Добро утро, драги ученици! Овој видео час е наменет за учениците од второ оделение и е по предметот математика. Наставната содржина е 4 еднакви делови и четвртина од група. Пред да започнеме со новата наставна содржина, да се потсетиме што научивме на минатиот час. Научивме дека кога целото ќе го поделиме на два еднакви дела, добиваме половини. Потоа научивме дека едната половина се запишува со дробка. Дробката една половина има броител 1, што означува дека зборуваме за еден дел од целото, а бројката 2 е именител што ни кажува дека целото е поделено на два еднакви дела. Уште научивме дека дробката е број што означува нешто што е помалку од едно цело. И на крај научивме дека половина од група, односно половина од број, наоѓаме така што делиме со бројот 2. Новата наставна содржина е предвидена во програмата за второ оделение. Таму се вели дека вие треба да знаете како се запишува една четвртина, да препознавате форми кои се поделени на четвртини и да наоѓате четвртина од мали групи предмети до бројот 20. Па да започнеме. Што е една четвртина? За да научиме што е една четвртина, ќе се навратиме на она што го научивме минатиот час. Значи, кога пицата ја поделивме на два еднакви дела, добивме дел кој што го именуваме како една половина и го запишуваме со дробката една половина. Ако половините што ги добивме, ги поделиме уште на половина, секој од нив представува една четвртина. Еве го делот една четвртина. Дробката со која што запишуваме една четвртина има броител 1, кој што означува дека ова е еден дел од целото, а бројот 4, именителот, ни кажува дека целото е поделено на 4 еднакви дела. Именителот ни го определува и името на делот, затоа овие делови се викаат четвртини. Што е една четвртина? Една четвртина е делот што го добиваме кога јаболчето ќе го поделиме на 4 еднакви делови. Една четвртина го именуваме делот од тортата, ако истата ја поделиме на 4 еднакви дела. Една четвртина е делот од чоколадото, ако го искршиме чоколадото на 4 еднакви дела. Забележувате дека постојано го користам зборот еднакви, затоа што за да може еден дел да се нарече четвртина, целото мора да е поделено на 4 еднакви делови. На оваа слика имаме различни форми. Сите се поделени на различни начини, но нивните делови се со еднаква големина. Затоа, обоениот дел од целото можеме да го наречеме една четвртина. Да видиме дали ги разликуваме четвртините. Треба да обрнеме внимание при разгледување на овие геометриски форми на тоа целото да е поделено на 4 еднакви дела и при тоа тие делови да бидат со еднаква големина. Ако внимателно разгледавте, сигурно забележавте дека четвртина можеме да го наречеме делот од овој квадрат, четвртина е делот од овој круг,
четвртина е делот од ромбот и четвртина е делот од овој правоаголник. Значи, сите овие форми се поделени на 4 еднакви дела и, што е најважно, тие се подеднакво големи. Забележуваме дека овој дел не е четвртина. Зошто? Затоа што формата не е поделена на еднакви делови. Деловите се 4, но не се со еднаква големина. Овој дел не е четвртина, затоа што формата е поделена на 6 дела, а не на 4. Овој дел од кругот исто така не е четвртина, затоа што кругот е поделен на 3 дела, а не на 4. И нормално, жолтиот дел не е четвртина, затоа што големината на овие делови не е иста. Како определуваме четвртина од група, односно број? Па на истиот начин. Треба групата да ја поделиме на 4 еднакви делови, односно бројот да го поделиме со 4. Еве тука имаме група од 4 јаболки. Ке ја поделиме на 4 еднакви делови. Едниот дел содржи едно јаболко. Значи, 1/4 од 4 е 1. Затоа што 4 делено на 4 е 1. Групата од 8 ракети ќе ја поделиме на 4 еднакви делови. Едниот дел содржи 2 ракети. Значи, 1/4 од 8 е 2. Или пак 8 делено на 4, тоа е 2. И на крај, групата од 20 фудбалски топки ќе ја поделиме на 4 еднакви делови. Едниот дел содржи 5 топки, што значи 1/4 од 20 е 5. Или пак 20 делено на 4 е 5. Драги ученици, вакви задачи имате во вашиот учебник на страна 11 и 12 во третиот дел. Се надевам дека успешно ќе ги решите. Ви посакувам успешна работа.